формирана од народ кој немаше своја држава, создаде услови да се формира држава на македонскиот народ и на сите други народи и народности што живеат во денешната Република Македонија. Ова го истакнувам како единствен пример во историјата на балканските народи, бидејќи македонскиот народ немаше држава и мораше сам да се организира. Формирањето на Третата македонска ударна бригада во селото Жегляне има исклучително значење за развојот на востанието во североисточниот дел на Македонија. Како резултат на успешно изведениот февруарски поход на групата батальони низ Источна Македонија, каде со надчовечки напори борците ги совладаа планинските масиви и водеа исцрпувачки и тешки битки со окупаторот во зимски услови, на денешен ден пред 74 години на Козјак планина формирана е Трета македонска ударна бригада, Трета бригада на Народно-ослободителната војска на Македонија. Во составот на бригадата влегоа Кумановските батальони Христијан Тодоровски Карпош и Јордан Николов Орце и Битолско-преспанскиот батальон Стив Наумов. Првото борбено крштевање бригадата го има на 29 февруари во реонот на селото Сејац во борбата со Вардарскиот четнички корпус, кој беше потполно разбиен, со што четничкото движење на овој простор беше ликвидирано. Третата бригада во содейство со Косовскиот батальон постигна извонреден успех во нападот на железничката станица Ристовац, нападот на Зетовските рудници и при ослободувањето на градот Кратово. Борбите на Црно, Снеполе, Лисец, Чупино брдо, Костурино и Кушкули се светли примери на истрајноста, одлучноста, храброста, каде третобригадирците се еја страв кај непријателот. Посебно место во историјата на македонскиот народ има Третата македонска ударна бригада, бидејќи до 2 август 1944 година создаде слободна територија и вршеше непосредно обезбедување на првото заседание на АСНУМ во манастирот Свети Прохор Пчински. По 2 август бригадата во духот на одлуката на АСНУМ продолжува со ударите на непријателот, како што се повторно железничката станица Ристовац, рудникот Лојане, ослободување на затворениците од затворот Идризово и учествува во битката за ослободување на Скопје. Бригадата учествува во пробивот на Сремски фронт и се наоѓа во состав на антифашистичките сили и надвор од Република Македонија. За своите херојски дела, бригадата е одликувана со 3 ордени, а за народни херои прогласени се 9 борци, меѓу кои и 3 жени. Почитувани, врз основа на мисијата на првиот механизиран пешајски батальон, изведување на офанзивни и дефанзивни операции, содејство со МВР во граничното обезбедување, поддршка на цивилните структури и учество во мировни и хуманитарни операции надвор од државата, ќе ги издвојам најбитните активности во текот на изминатата година. Во 2017 година успешно заврши реоценувањето на средната пешајска батальонска група, ниво 2, чиј носител беше првиот механизиран пешајски батальон и со тоа ја потврди подготвеноста за учество во мировни мисии надвор од Република Македонија и е оперативно подготвен за поддршка на целиот спектар на војни операции, почнувајќи од конфликти со низок до висок интензитет, како резултат на поддршката која нашата држава и армија ја даваат во глобалната војна против тероризмот. Во текот на 2017 година, првиот механизиран пешајски батальон продолжи активно да дава испомош и асистенција на МВР во обезбедувањето на државната граница во северниот и јужниот дел на Република Македонија, обезбедувањето на државни објекти од стратегиски и витален интерес за Република Македонија, како и реализација на тактички вежби со боеви гаѓања, тактички и кондициони маршеви. Во изминатата година продолжи учеството на нашите припадници во мисијата одлучна поддршка во Исламска република Авганистан. Во делот на соработката со цивилните структури се реализираше помош и поддршка во отстранување на последиците од елементарните непогоди во зоната на одговорност, беа реализирани средби со градоначалниците на општините од зоната на одговорност со цел воспоставување и одржување на ефективната цивилно-војна соработка. Припадниците на нашиот батальон зедоа активно учество во крводарителски акции, спортски и други културни манифестации кои се реализираа во гарнизон Куманово со цел одржување и промовирање на армиските вредности.
Дозволете ми да ја повторам заложбата на сите припадници на првиот механизиран пешадиски батальон да истраат на градењето и одржувањето на достигнатото ниво на борбената готовност. Јас, како командант, ве уверувам дека нашиот батальон ги следеше, ги следи и ќе продолжи да ги следи традициите на Третата македонска ударна бригада, секогаш ќе ги почитува и ќе биде во заштита на вредноците на нашите предци и на првите борбени линии на одбраната на нашата татковина Република Македонија. На сегашните и на сите поранешни припадници, нека ни е честит 26 февруари, денот на првиот механизиран пешадиски батальон, со искрени желби за постигнување на нови успеси во извршувањето на задачите и предизвиците кои стојат пред нас. Да живее Република Македонија! Да живее! Да живее армијата на Република Македонија! Да живее! Благодарам.